проценти од моето обраќање за кандидатот со истиот рейтинг. Доста ни беше од слика без глас. Доста ни беше од пишма на джијата Стево. Ништо не стори за младите, ништо не стори за возрастните. Не реагираше пред ниеден скандал и криминал и не изрезили секаде кај што се појави, а и таму каде што не се појави. Оваа власт е целосно делегитимирана затоа што наместо да ги остварува интересите на граѓаните, наместо да дава одговори соодветни на нивните прашања, таа ги трупа прашањата затоа што потребите и интересите за добро здравство, образование, социјална заштита, правна држава, независно судство, борба со корупција, се што е копенхагенски критериум не остварила. И што сакаат сега повторно? Мене не ми е јасно. Не го направија тоа што мораа да го направат, а го направија тоа што не смеа да го направат без да не прашаат. Тоа е моето прво ветување до вас. Никогаш нема да одам на преговори. Никогаш нема да разговарам за Македонија. Никогаш нема да разговарам за устав. Предходно да се договорам со владата и со собранието за тоа. Стево Пендаровски пред 3 дена ја кажа целата вистина која што е содржана во неговото битие како председател овие 5 години. Во еден град во источна Македонија излезе пред граѓаните онака горд, охрабрен, осилена во срце како кукавица, како маченце мало и вели: се сеќавате ли 2019-та што ви кажав дека ќе победиме? И малкумината пред него што ги собира од прилика на една бина велат: да, победивме. Па сега, ако не водиме во првиот круг, немој да ме барате, не ви идам во вториот круг, очи не сакам да ви видам. Ете, таа е вистината која што е содржана во председателското битие на Стево Пендаровски. Ако не беше оваа кампања, немаше да знае каде е Македонија. Повеќе од 30 години функционира на македонската политичка сцена. Тој не е едно цвеќе со кое што се обидува да го навредат еден од поранешните председатели од ВМРО-ДПМН. Тој не го заслужува тој комплимент. Тој е на обична вазна, која што изминативе 5 години функционираше, а 30 години на македонската политичка сцена. Човек без своје ја, измеќар и слеп послушник. Од друга страна, ја имаме професорката Гордана Силјановска-Давкова, која што е класичен прототип на она што значи горда Македонија. Твоја Македонија, ваша, наша Македонија. Македонија каква што мојата, вашата генерација, но и оние генерации кои што доаѓаат по нас сакаат да ја видат. Борец кој што изминативе 4 години, заедно уште со други 43 титани, пратеници во македонскиот парламент останаа достојни во одбрана на македонскиот идентитет. Не ве засрамија, ја оправдаа вашата доверба и успеа, издржаа налетите кои што и доаѓа од секаде. Не го прифатија бугарскиот диктат. Што си и сакаш свето да го промениш. Важно е, ти си клучот за се. Ти што имаш